Добар ден. Урбан свет повторно е заедно со вас. 15 часот време за најава на уште едно издание на Урбан свет на МТМ телевизија. Како што веќе знаете, вчера најавив денешната тема на разговор се нуклеарните централи, односно дали сакате да бидеме големи производители на електрична енергија или да живееме во здрава животна средина. По тој повод денешен мој гостин во студиото е господин Тони Ристов, портparol на Зелената партија во Република Македонија. Господин Ристов, добар ден и добре дојдовте во Урбан свет. Добре ве најдов, поздрав до гледачите на телевизија МТМ. Благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имаме убаво и продуктивно попладне, по кое што ќе ги изнесеме некои од податоците кои што се неопходни, значи јавноста повеќе да се запознае со оваа проблематика. Така, токму сите оние што сакаат да знаат нешто повеќе, може да се јават на телефонскиот број 25 21 003 и да го прашаат нашиот гостин за сето она што ги интересира околу изградба на нуклеарна централа во Македонија, односно што добиваме, а што губиме доколку има таква нуклеарка во нашата држава. Следува краткиот джингл, а веднаш по него се враќаме со разговор со нашиот гостин. Решиме една дилема. Обично овде кога се гради нешто, нашиот народ веднаш прашува колку чини тоа. Колку би чинела изградбата на нуклеарна централа во Република Македонија? Сега не мора прецизни точни бројки, него туку од прилика. Така. Секогаш парите играат најважна улога за се. Значи во економијата тоа е единствената мерка со која што можеме да измериме нешто. Според грубите проценки кои што протекува во јавноста, се претпоставува дека изградбата на нуклеарна централа во Македонија би чинела 5 до 6 милиарди евра. Меѓутоа, прашањето е во тоа дека, тоест главниот проблем во тоа дека не се тоа комплетните средства. Секогаш се бара многу повеќе. Јас само како пример ќе наведам два примера кои што се најочигледни за оваа тема, односно за ова прашање. Тоа е новиот фински реактор Олкилуото, кој што се гради во Финска. Почетната инвестиција која што беше и почетниот план требаше да биде некаде околу 3,4 милиарди евра, а веќе во сегашната фаза надминува 5 милиарди евра. Исто така и со градбата на Белене, бугарската нуклеарна централа. Значи во моментов постои мораториум кој што е направен, пред неколку дена го оставија мораториумот. Основниот проблем не е дека нешто Фукушима имаше влијание врз намерата на инвеститорите за изградбата на Белене, туку беше недостатокот од пари. Така да и Белене во овој конкретен случај некаде е околу 6 милиарди веќе во оваа фаза. И се очекува уште дополнително да се зголемуваат цените. Така, може би Фукушима не направи некоја улога во Белене, меѓутоа канцеларката на Германија ги забрани со работа сите нуклеарни централи кои се изградени пред 1980. Така, канцеларката на Германија, Ангела Меркел, веднаш после настаните кои што се случи во Фукушима ја забрани производство на електрична енергија од нуклеарните централи од 1980. Меѓутоа поставени се и дополнителни мерки, како например стрес тестот кој што важи речиси за цела Европска унија, за да се провери значи состојбата со нуклеарните централи. Меѓутоа сето тоа не нуклеарното лоби не го поколебува и тоа се уште е активно на тоа поле и се обидува значи да нуклеарните централи да продолжат да функционираат дури некаде и да почнат со изградбата. Класичен пример за тоа дека нуклеарното лоби не мирува
е интенцијата во наредните неколку години да бидат изградени некаде над 100 нуклеарни централи низ светот. Најголем дел од нив се фокусирани да бидат направени во Кина, некаде околу 50-тина, во Индија околу 30-тина, додека на европско тло, иако Франција е најголемиот производител на нуклеарна енергија, се планира само 2, а Соединетите Американски држави 1. Русија некаде околу 10-тина и така натаму и така натаму. Инаку во конкретниот случај во сегашно време, во најнов податок кој што го има на World Nuclear Association, значи функционални се некаде околу 442 нуклеарни реактори. Од тие 143 се наоѓаат во Европа. Најголем дел од нуклеарните реактори се наоѓаат во Соединетите Американски држави 104, Франција 58, Јапонија 54 и така натаму. Така го спомнавте силното и големото нуклеарно лоби. Нашите граѓани сигурно ќе ги интересира дали во оние земји каде што веќе се изградени и работат нуклеарните централи, дали тие држави самите со сопствени средства од буџетот ги имаат изградено или повторно се тоа некои донации или приватни инвестирања? Значи во најголем дел инвестициите кои што се вложуваат во нуклеарната енергија, односно во изградбата на нуклеарните централи, доаѓа од донации. Тоест не се тоа донации, туку се тоа инвестиции на големите фирми. Пример, јас ги посочам како едни од најголемите компании кои што работат со нуклеарната енергија на европско тло е, например, Арева, исто така Казатомпром, Росатом груп од Русија, понатаму го имаме Камеко во Канада и така натаму и така натаму, и токму тие се едни од најголемите лобисти за дури и за оно што треба да се случи во Македонија, односно го планира да се случи во Македонија изграда на нуклеарна централа. Прашањето кое што се однесува, значи, на нуклеарните лобисти, тие го искористија моментот, можеме да кажеме, значи од зелена политичка гледна точка, паразитскиот нивни настап го искористија моментот на тоа дека постојат климатски промени, се зголемија цените на енергенсите, особено нафтата, јагленот, гледаме дека и гасот по моментот се покачува, рекоа дека нуклеарната енергија е таа која што може да придонесе во намалувањето на емисиите на CO2 во атмосферата. Меѓутоа не е баш така. Подоцна веќе можеме и да објасниме неколку работи кои што се однесува, значи, на самиот процес на тој нуклеарен круг кој што постои, кој што троши многу енергија, многу пари, многу здравје и носи голема штета на животната средина. Така, рековте дека за изградба на нуклеарна централа потребни се 5 до 6 милиарди евра. Дали тоа значи доколку таа со планот во Република Македонија да биде изградена, тие 5-6 милиарди евра би биле државни пари или тоа би биле од оние фирми кои што предмалку ги Пресе би биле. И дали постои конкретно некоја фирма веќе заинтересирана за изградба на нуклеарка во Македонија? Јас ги немам конкретните податоци, меѓутоа штом веќе е поставено и во нуклеарната во националната стратегија за енергетика, имаме податоци дека одредени лобисти веќе имаат дојдено во Македонија, имаат разговарано за оваа проблематика. Она што е битно да се знае околу финансиите, дека тие пари, комплетната вкупната сума, значи нема да оди во рамките на државата, ниту пак ќе оди во рамките на инвеститорите, туку би било нешто помеѓу пола-пола. Со некој споделителен однос кој што би се договориле државите и инвеститорите. Меѓутоа, во основа треба да се каже едно, дека сето тоа е залудно, потрошена пара која што можеби ќе треба која ќе биде оперативна, можеби едно 20 на 30 или 50 години нека биде, меѓутоа што потоа. Така, на нуклеарните централи произведуваат електрична енергија, меѓутоа дали доколку постои приватен инвеститор, повторно Република Македонија би ја плаќала електричната енергија што би ја користила токму таа нуклеарка? Да, произведената електрична енергија ќе биде на товар на сите потрошувачи. Меѓутоа постои уште една дополнителен аргумент зашто треба да бидеме против таа нуклеарна централа, воопшто не само овдека, туку воопшто и во светот, секаде. Како пример само ќе го посочам примерот на Германија, која што годишно одвојува во субвенционирање за нуклеарните централи некаде, значи самата држава субвенционира некаде над 100 милиони евра, кој што ги насочува точно кон овие енергетски капацитети.
Нормално, струјата да нема да остане иста, онаква каква што сега ја знаеме. Директивите од Европската комисија, односно од Европската унија се јасни, ние имаме струја која што е најевтина во моментот на европско тло, ќе оди таа многу повисоко, меѓутоа со нуклеарната енергија, значи уште повеќе би се зголемила цената на електричната енергија. Така, иако ќе бидеме производители токму од нуклеарката, електричната енергија со својата цена ќе оди нагоре. Да, електричната енергија ќе оди нагоре, парите кои што ќе влегуваат во нуклеарната централа, односно за производство на електрична енергија, нема да само во рамките на државата, туку тие пари ќе се извезуваат и надвор, односно кај инвеститорите. Така, пред неколку години се случи хаварија во Чернобил, сега сме сведоци од земјотресот и цунамито во Јапонија, еве Фукушима има исто голема хаварија. Дали нуклеарните централи се осигурани? Постојат неколку типа на нуклеарни централи, значи оние руски прототипови на нуклеарни реактори и западните типови на нуклеарни реактори. Меѓутоа, основното прашање е дека каков и да е реакторот, било каква технологија нека е, тие не се 100% безбедни. Значи, тоа е основната работа која што мораме да ја знаеме. Примери за тоа имаме многу кои што можеме подоцна и да ги наведеме. Видовме дека сигурност со нуклеарната централа не може да постои никаде. Колку и да е напредна технологијата, е дури најсовременото општество кое што го познава денешницата Јапонија, не можеше да се спротистави на природните непогоди кои што ја запатија таа земја. За жал. Меѓутоа, состојбите се такви. Значи, во овој конкретен случај немаше нешто што беше предизвикано од човечка негрижа, меѓутоа имаше природна непогода која што влијаеше многу врз оваа нуклеарна криза која што моментално се случува во Јапонија. Проблемот со Чернобил е од сосема друг контекст. Таму веќе постоеше човечка немарност која што предизвика, значи, енормно загадување и енормна радијација не само на просторот што е на Украина и на поранешен Советски сојуз, туку речиси буквално и цела Европа и Блискиот Исток, Средна Азија се почувствува тоа, па дури и во целиот свет. Постои ли некоја светска осигурителна компанија која стои зад безбедноста на било која нуклеарка? Тоа е едно од интересните прашања која што никогаш не е вклучена во цената на електричната енергија. Не е вклучена заради тоа што не постои. Значи, не постои ниту една осигурителна компанија во светот која што има осигурано некоја нуклеарна централа. Прашањето е зашто? Заради тоа што, пред се, тоа е објект кој што носи премногу голем ризик и дали може воопшто да биде осигурано. Ајде, еве објектот ќе можеме да го осигураме. Можеби ќе осигураме и технологија и се внатре друго. Меѓутоа, дали можеме да го осигураме здравјето на оние луѓе кои што ќе бидат вработени во нуклеарната централа или кои што при евентуална хаварија би требало да интервенираат. Дали можеме да го осигураме животот на луѓето кои што ќе бидат озрачени, односно зафатени од радијацијата. Проблемите со природата, односно самата животна средина ќе биде загадена. Сведоци сме, еве конкретно на пример во Јапонија, за 10 милиони пати е зголемена радијацијата во морето. Не постои ниту една осигурителна компанија која што би се нафатила да го направи тоа. А доколку го направи, тогаш цената на електричната енергија би отишла баснословно високо да биде. Така, сведоци сме дека вработените во Фукушима нуклеарната централа во Јапонија ги ладат реакторите во тамошната нуклеарка. Со оглед на тоа дека нашата тема е за нуклеарни централи, предлагам и ние малку да се ладиме. А вие, драги гледачи, погледнете го првиот блок